Со... Почнува да гори. Го наденав нека. Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Денес правам нешто за кое најверојатно мојот тренер ќе ме убие. Да, тоа го немам изборен никад тука, ама последниве неколку месеци веќе се 5-6 вежбам активно и имам тренер и секој ќе го гледа ова му се превртува цел стомак и ќе ми порача од утре веќе не доаѓам никад. Ама за еднаш ќе си простиме. Во моментов се наоѓам во Белград, каде што бев и на концерти, каде што имам работа за кој да знаете вие набрзо и се така поред. Сега да не ви откривам многу и да не замарам многу, ама се реши да снимам видео за нешто што е актуелно, за нешто што сигурно сакате да го правите. Јас не го обожавам толку, ама вие сигурно ќе сакате, ќе ви биде интересно за гледање. Така да нарачавме зашто таму секој ќе ми биде глупо да снимам. Од Код Баке земав 3 бургери и една палачинка. Претпоставам дека повеќето од вас што гледате видео веќе сте запознаени што постои таму, што има, што нема, што вакво. Така да кога викам палачинка, знаете и каква палачинка зборам, така да многу сум среќен и возбуден да го пробам тоа. Абе зашо мала грми? Може така ја пишува само. Ај грми лице усвари. Го имам ова, тоа е мала грми. Тоест треба да е грми лица, не знам зашо на лепница тоа. Брат, решилица, ама пишува мала решилица. Ама вајде не се мали, туку само од такви имале да стават на лепници, зашто иначе ќе ги утепам. Ама не личат мали овие воопшто, така нема шанси да се мали. И ова, зашо ова толку мало личи? Ама ова не ни пости мало, така нема шанси да е мало. Ова е на дебели сремац, не знам колку го следите, дали го знаете, huge stuff. Ама сега баш ова тазе, најтазе си направи свој бургер и го има таму, дебели сремац. Овие три ќе ги пробувам и на крај палачинката ќе видиме дали ми се свија прва реакција во живот на ова моја најискрена и тоа. Така, поред така да тераме. Ај ќе почнам со ова, зашто е најтазе, најонака хајп во моментов на Балканов со овој бургер. Ле, колку хаотично изгледа. Колку мириса на лук, па ја има ле, утре имам снимање. Ова ќе смрдам на лук 2 години после ова, брат. Ќе ви доближам да видите како изгледа. Да шо ќе видите вака? Ама се надевам дека гледате. Очекувам реално ќе биде се вкусно, зашто јас колку толку имам видено и слушнато и да сега мислам дека генерално сите го фалат све ова, ама ќе видиме мене колку ќе ми се свија и ќе дам све оцена од 1 до 10. Но не може поголем да ми даеш. Не мом. Океј. Го сечеме ова на пола, зашто секако ова не можам да го јадам сам. И тоа се надам дека нема ни поларизам. Човек, 3 бургери и палачинка. Мојот те молам, брат, не го гледа видео, ова е само до мојот тренер, те молам изгаси го видеото сега. Јас ветувам дека од утре ќе бидам само на бадеми и на ништо друго. Внатре чудово. Чека, одма ќе тргнам другата половина тука. Алачки. Вака изгледа внатре, има 2 плескавици внатре, човек. Има нешто што на нашки го викаме таратур, тоа треба да биде салата сос единствен и друго, како се викаше она главното гореше? Има чедар знам, има сланина, спржа се вика. Па не знам што е спржа, некој си месо е, човек, ваља. Ама ќе ова е мојата прва, многу зборам, ќе биде предолго видео. Мојот прв залак од ова пробувам и кажувам мислење. Много вкусно месото. Преде тоа спржата не ни осеќам што е за да ви кажам како е, ама тоа многу е добро. Сланината му дава многу добар шмек. Ова таратур јас обожавам, кога видов тоа знам дека ќе ми се свиѓа многу и обожавам и лукчеја многу, иако ќе се каам што ова го јадам денес и ќе смрдам на ова 6 дена. Човек, многу е вкусно. Чекај, ќе земам уште еден залак, ама не можам да јадам цели сега зашто ќе биде Човек, многу добро. Сланината како шмек му дава, најмногу некако осеќам тоа и месото е многу добро, човек. И се му дава некако, тоа ќе ги размислиш како посебни, да ги доловиш во вкусот, усвари се осеќаш. Да сум побрз? Искрено, не гледам како на ова му дал помала оцена, така да ќе му дам сега 10, па ако нешто друго ми биде многу подобро, ќе му намалам после нова, не знам. Ова личи многу поголемо. Ова е многу големо ова. Ова е големо колку еден бургер во Ројал, реално. Да ви доближам вака што ќе видите, не знам. Ама поише ќе видите вајде кој ќе го исечам на пола. Ова што содржи режија. Та мала стварно грми. Кетчап, ајсберг, лук, сланина, кашкавал и спржа има и овој. Ова изгледа вака.
ви кажав што има во него. Мислам дека ќе ми биде многу тешко да ми го надмине ова што сега го јадев, така да ќе видиме. Може и не требаше со тоа да почнеме. Од кај да гледам да къснам добар залак. Месото е многу вкусно. Е многу добро испржено, онака баш што го сакам ја. Ама тука проблем имам што ми е суво. Нешто ми фали, не знам дали буквално сега ќе пробам да земам од тука залака што има поише кетчап или што и да е ова, вајде кетчап. Да видам дали ќе е боле. Е боле. Ама кога ќе спорам сега со ова не е. Кога не е лошо, ама е многу онака, како да го наречеме човек, многу е обичен, многу е basic, некако онака вкусот рамна линија. Ако тоа има некаква смисла. Ќе му давам осмица, човек, вајде осмица е фер. Вкусно е многу секој случај, ама сега ми имам многу големи високи критериуми поради ова што го правам првото. И вајде треба поише да ставаат онакво кетчап или што и да е за да не изгледа пола суво. Последно од бургерите, ни остана решилица, сега режија пак ми треба што имаше ова. Ова знам дека памтам дека е луто. Јас со последно време станав многу голем фан на луто, порано поише го избегнав, така да се надевам дека ќе ми се свига поише тоа претходно барем. Месо, чили, чедар, кетчап, лук и ајсберг. И што е уствари тука различно од другова, само што има чили? Треба да е многу лут. Ау, окей, ова личи вака. Валја ако го јадете у ресторан нема да толку сплескано, сега валја дека се носени, пакувани и свашта се посплескани, али валја ако го јадете таму ќе ви биде боле. Не знам ако воопшто некој таму смета, вака визуелно можеби не личи толку привлечно, али валја вака кој ќе го исечам го гледате многу боле што како изгледа чудото. Изгледа вака. Јој, колку ќе биде ова луто, да ми треба вода одма. Ај ќе видиме. Ако треба ќе трчам. Идеме. О, пирамидчето. Почнува да гори. Ќе видиме до колку ќе гори. Ама го осекам. Гори, ама убаво гори. Ко не е ништо не издржливо. А дефинитивно ми треба вода. Че сакам да пробам уште еден залак. Јој. Обожавам кромит. Чек, ова е топ. Не знам што нема нешто потолку поразлично да имам да кажам, затоа што состојките горе-доле се исто кои на другиве. Тука само најголема разлика е тоа што има чили, а колку поише поминува време, толку поише ми лути. Ми стои уште, иако се напи вода, ми стои уште онакво, ми стои уште лутото, ама јас ви кажам дека последно време баш ја обожавам луто, така да... Чек, не сакам баш да дам 10, зашто знам дека реално боле беше првото. Така да, ама ќе му дам силна 9, дури сакам да дам и 9,5, ама нека биде 9 за да не претерувам многу. Би се свиѓа, стварно ми се свиѓа многу. И последно. Брат! Не се смеј. Ова се веќе направам, брат. Одлично, тече, одлично. Зашто постои, значи, зашто мора да постои? Ова легално што постои? Ама види, ама се тече бе, брат. Брат! И цела маса, брат, ама зашто тече? Не знам дали може да видите како тече. Ама зашто го правам? Зашто мораш и ово? Ќе беше супер видео со 3 бургери само. Ако ви покажам, знаете што е палачинкарина, така? Ако ви покажам се гледа ли бе на камера? Ако не се надам дека се гледа, зашто поише не можам да покажам зашто ова тече. Гледате на раката што ви се дешава? Значи, хас. Чекај, што е ова бе, брат? Ама паѓа и се распаѓа, брат. Ова не се ни држи така, брат. Се распаѓа цело, види. Брат, џабе не можам да го пробам така што сакате. Го наденав нека. Брат, дај бе, брат. Палачинка, обично со нутела. И нема буквално ништо освен нутела, мислам дека. Не осеќам ништо друго. Онаква америчка палачинка е завиткана. Тоа беше помалку болно, ај ќе се мијам цел, не се бришам се. Фала што гледавте ова видео, се надам дека ви беше интересно.
Камерата прегра како и секогаш, така да не знам што кажав, ама битно тоа беше тоа за ова видео. Ако сакате да гледате видео со храна, пишете го тоа во коментари, поддржите го видеото со лайк, subscribe и ние се гледаме во следното видео. Чао.